Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. 20 на лица се здобија со полесни путешки повреди по силното невреме кое попладнево го зафати Скопје. Според последните информации на ургентниот центар во Скопје, лекарска помош побарале 9 лица, од кои едно лице со путешка повреда на главата и двајца со скршеници, додека 6 лица биле донесени во старата градска болница со полесни повреди на биеници и посекутини и едно лице кое е задржано на обсервација поради повреди на карлицата. Невремето проследено со силен ветер, откорна голем број на дрвја, кровни конструкции од згради и куќи и оштети електрични кабли и автомобили. Од Центарот за управување со кризи информираат дека над 1000 граѓани пријавиле штети на бројот за итни повици 112, а состојбата на терен се уште се утврдува. Штетите кои ги предизвика невремето го активираше и кризниот штаб на град Скопје. Градоначалникот Ѓоргиевски информираше дека на терен се сите надлежни институции. Во постојана координација со Центарот за управување со кризи, Министерството за внатрешни работи, ЕВН и противпожарната бригада на град Скопје. Кризните штабови ги активира и општините Центар, Карпош, Газибаба, Бутел, Аеродром и Ѓорче Петров. Надлежните најавуваат дека на терен ќе бидат во текот на целата вечер за санирање на штетите и апелираат граѓаните да бидат особено внимателни, бидејќи се уште постои ризик да бидат повредени, особено од кровни конструкции кои висат од зградите. Викнахте пожарна? На кровот и падна 3-4 дрва и го гледате нередот што е настанат и резултатот на... Да се направи записник или нешто. И сега чекаме, да се направи. Ваши возила се тука сите во Тука. Во моментот кога дуваше, само ја и него бевме тука и додека разговаравме што како почна да паѓат, колегата се скри таму, ја немав каде, легнав тука, се повреди да Жив здрав. среќа тука измеѓу значи колата и оградата и се спасив. Гледам дека ви е блокиран излезот, воопшто не можете да излезете од зградата. Блокирани ми се и двете коли фатени со кровот. Јас стоев тука, таква олуја не сум видел. Така одеднаш извади кровот и го симна доле. Гостивар во следните 30 дена ќе биде во кризна состојба. Владата процени дека општината не може сама да се справи со последиците од епидемијата од загадената вода. Катерина Нешкова известува во живо. Катерина, повеќе министри вечерва го посетија и Гостивар. Кои се последните информации? Да, така е, попладнево донесена одлука за 30-дневна кризна состојба во Гостивар поради проблемите со водоводот и епидемијата која што настана како последица на тоа. Владата одлучи дека локалната самоуправа не може да се справи со ваквата ситуација и со цел побрза координација на институциите како и ставање на водно-снабдителниот систем во функција, обезбедување на вода за пиење во најкраток можен рок е донесена ова кризна состојба. Здравјето на граѓаните на општина Гостивар останува фокус на владата и посветени сме кон целосно решавање на овој проблем, напиша од овдека од Илинденска, од каде што порача испратија порака и до јавното обвинителство да направи целосна истрага со цел ниту еден од одговорните да не биде амнестиран, бидејќи здравјето на луѓето е на прво место. Владина делегација составена од неколку министри веднаш по оваа владина седница, меѓу кои министерот за внатрешни работи, потоа министерот за здравство, министерот за животна средина, директорот на заедничките служби за заеднички работи на владата замина во Гостивар на терен да ја видат состојбата, во посета и на Гостиварската болница. Оттаму испратија порака, особено министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, дека експертски тимови од Скопје ќе одат да ја подетално истражат работата, особено оние стручњаци кои што се дел од водовод, од Скопскиот водовод, но исто така зборуваше и за евентуална одговорност на градоначалникот
началникот на ова општина за настанатата ситуација во продолжение изјавата од Тошковски. Да експертските тимови на јавното предпријатие Водовод се упатат веднаш во рамки на општина Гостивар и заедно со двете, да речеме вака, оделенија кои што се надлежни во рамки на градот Скопје, едното за испитување на квалитетна вода, а другото за превземање на потребни активности за враќање во нормална состојба на водата, се упатат на терен во рамки на општина Гостивар. Согласно информациите кои што ги добив пред неколку минути, тие се овде, тие се на лице место и констатираат фактичка состојба од аспект на моменталниот квалитет на водата, кој што ќе се земат одредени мостри на повеќе точки и понатаму констатирање на фактичка состојба во делот на поставеноста на хидросистемот во рамки на општина Гостивар. Однос на лицето кое што вие ми го поставивте прашањето, информиран сум дека е извршен разговор со него во насока на утврдување на фактичка состојба и во однос на предметното лице и во однос на сите останати, секој дека ќе постапуваме во соработка и координација со јавното обвинителство за секој еден чекор кој што би требало да следи понатаму како од аспект на соодветна одговорност согласно одредбите од кривичниот законник, така и од аспект на се оно кој што би требало да значи ставање во функција на водоснабдителниот систем во градот во нормална функција. Така ја слушнавме изјавата на министерот Тошковски. Таму, како што споменав, беше и Глековски, министерот за здравство. Тој зборуваше за здравствената состојба во градот, посочувајќи дека таа се стабилизира. Има уште нови пациенти кои што се јавуваат во Гостиварската болница и бараат лекарска помош со симптомите од труењето од водата, но полека ситуацијата се става и во контрола. Нивниот број се повеќе се намалува. Во продолжение изјавата на Клековски. Во последниот извештај имаме 293 нови случаи, што во однос на саботата кога беше врвот на епидемијата, кога имаше над 600 случаи препорување, предпоставка е дека препорачаните мерки за населението, како исклучување на сомнителните извори, го дават посакуваниот резултат. Истовремено да се заблагодарам на гостиварчани за зголемената соработка со здравствените власти. Значи веќе сега можам да кажам дека имаме скоро 500 извештаи за заразни болести и 192 епидемиолошки анкети. Да, Катерина, остануваме да следиме состојбата во Гостивар. Јас ти благодарам за овие информации пренесени во вестите. А претходно судот им определи 30-дневен притвор на директорката на јавното предпријатие Комуналец и на двајца раководители кои се осомничени дека ја предизвикале епидемијата. 30-дневен притвор добија директорката на јавното предпријатие Комуналец и двајца раководители во предпријатието, затоа што гостиварци речиси 20 дена пиели и користеле вода загадена со фекалии. За сега според обвинителството, токму тие тројца се одговорни за епидемијата што го зафати Гостивар и ги преполни болниците со пациенти со симптоми на труење. Директорката на јавното предпријатие Комуналец во Гостивар заедно со техничкиот раководител како и раководителот за водовод во предпријатието се осомничени за тешки дела против животната средина и загадување. Минималната казна затвор за ова кривично дело изнесува 4 години, меѓутоа со закон не е утврдена максималната казна затвор. Тие денеска беа спроведени тука во Гостиварскиот суд. Скандалот се разоткрива по анонимна дојава на 16 јули, кога од обвинителството наредиле итно да се излезе на терен. При извршениот увид, инспекторите констатирале дека на местото има поставени 3 потопни пумпи, од кои 2 се уште работеле. На 16 јули од страна на МВР како дежурен јавен обвинител бев известена дека од страна на загрижени граѓани е пријавен настан дека во селото Вруток во водоводниот систем се пренесува вода од надвор, со што се загадува водата во водоводниот систем со кој се снабдува целиот град. Утврдено е дека пумпите се во функција и во моментот на извршување на увидот со истите пумпи се извршува внесување на вода од каналот со непреработена вода внатре во водоводната преливна комора, кажа обвинителката. Тоа значи дека пумпите поставени уште на 25 јуни со цел да се тестира
притисокот непречено работеле се до 16 јули, цели 20 дена. Преку потисни црева поставени низ преливниот отвор, заматената и штетна вода со бактерии од отворениот канал се сливала директно во затворениот систем и комората од каде што со вода за пиење се снабдува целиот град. Лабораториските анализи на мустрите покажале шокантна слика. Инспекторите на терен утврдиле дека водата во каналот била и со око видливо нечиста. Во отворениот канал на водата е измерено енормно загадување од речиси 2500 колиформни бактерии, иако максимално дозволено е само 50. На денешниот брифинг, тимот од 5 обвинители кои работат на случајот на прашањето дали од предпријатието можеле на своја рака да ги постават пумпите без одобрение од општината, еден од обвинителите одговори дека на осомничените најверојатно би им била потребна потврда и соодветна документација од општина Гостивар. Сепак, обвинителот нагласи дека за градоначалникот засега нема никакви докази за вмешаност во епидемијата. Засега овластени лица со него направиле само разговори и составиле службена белешка. Истрагата ќе треба да утврди дали одговорност има и кај директорот на Гостиварската болница, бидејќи не алармирал порано за симптомите на труење кои наглас се зголемиле. Од обвинителството се децидни дека истрагата не е завршена и за секој за кого ќе се обезбедат докази дека е на било каков начин инволвиран или потврлил, ќе биде опфатен во постапката. На терен во Гостивар денеска атмосферата и натаму напната, а револтот кај граѓаните се повеќе расте. Ни подаруваат вода. Не можеме, ми сме социјални случаи, не можеме. Со мајка болна со операции, мајка ми болна од вирусов. Аортата оперирана, со болести, не се излагат во крај. Тешко. Тешко. Вака земате вода од камиони што доаѓа? Да. Имавте некакви симптоми да новиве? Не. Се чуваме ми од тоа. Еве како извршувате секојдневни обврски? Ви стига ли оваа вода што ја земате? Кај стига, кај не стигат. Тоа е. Ја не живеам во Гоцеве, сум од селата. Кај нас све е најдобро. Водата е чиста, за тука не знам. Водата во Гостивар забранета за секаква употреба уште од петокот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Власти и опозицијата пак меѓусебно си ја префрлаат вината и бараат одговорност за состојбата и загрозеното здравје на граѓаните во Гостивар. Дали мислат дека затоа што е нивен кандидат треба да го штитат? Или пак сметаат дека, како во времето на Филипче, кога за модуларната виновен беше кабелот, сега треба да биде виновна пумпата. Ги охрабруваме надлежните институции и обвинителството да не ги штитат блиските на Филипче, Ахмети и Таравари. Одговорност треба да има што поскоро, а морална одговорност и оставка на Валбон Лимани беше најмалку што требаше да се случи. Болеста на нечисти раце, хепатит А. Ако сега повторно се користи неисправна храна, има ризикот нова болест, нова епидемија. Тоа се прашања од јавен карактер, од јавен интерес. Не може здравствените власти, Министерството за здравство, министерот, премиерот да молчат по овие прашања. Треба јавно да ги објават резултатите од контролата и сите параметри на водата. Како биле, во кои денови, тоа никако не е загрозува истрагата, како што сака да се оправдаат. Тука очигледно потврди здравствениот систем кој што мораше прв да алармира и да иницира државен одговор. Се на се, ова е данокот кој што го плаќаме како општество за тоа што изминативе 30 години се партизираат. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска со највисоки државни воени почести ја причека председателката на Индија. Испратија порака дека контактите помеѓу двете држави мора да се зајакнат, а трговската размена да се зголеми. Со највисоки државни и воени почести председателката на Индија Друпади Мурму ја стартуваше дводневната посета на Македонија. Зајакнување на билатералните односи, но и отворање на резидентна амбасада на Индија во земјава се само дел од договорените работи со нејзината домакинка председателката Гордана Силјановска-Давкова. Контактите меѓу Скопје и Нью Делхи мора да станат поамбициозни, се согласили и двете страни. Председателките поставиле амбициозна цел трговската размена да порасне од 133 милиони на 500 милиони долари. Минатата година трговската размена меѓу двете земји достигна приближно 133 милиони американски долари. Далеко е оваа бројка под вистинскиот потенцијал. Поради тоа, со председателката Мурму го споделив моето уверување дека треба да си поставиме заедничка, поамбициозна, но остварлива цел
во следните 5 години билатералната трговска размена да достигне барем 500 милиони американски долари. Индиските искуства во автомобилската индустрија, фармацевската, традиционалната медицина, информатичките технологии и вештачката интелигенција се само дел од секторите преку кои ќе се јакне соработката. Соработката е многу важен столб на нашата билатерална соработка. Сакаме да промовираме подобра трговија и инвестиции и да охрабриме подобра соработка меѓу нашите бизнеси. Исто така се согласивме да ја прошириме, да ги прошириме билатералната трговија на двојно од сегашниот обем. Разговаравме за соработка во клучни сектори, вклучително IT, земјоделство, обработка на храна, фармацевти, туризам, угостителство. Посредбата во Вила Водно, Мурму ја посети црквата Свети Спас и се поклони пред гробот на македонскиот великан Гоце Делчев. Се обрати во македонскиот парламент каде уствари билатерална средба со спикерот Гаши. На работен ручек со премиерот Мицкоски било оценето дека оваа историска посета представува значаен чекор кон отворање на нови перспективи за соработка меѓу двете пријателски држави. Во бројната делегација на Мурму се 40 бизнисмени кои во Скопје допатувале со проекти и планови за економска соработка. Во името на индискиот народ, делегацијата утре ќе постави и биста на Махатма Ганди и ќе ја посети спомен куќата на мајка Тереза која има силно влијание во индиската историја. Гостувањето во Македонија ќе го заврши со посета на Охрид, а ова е прва посета на индиски претседател на државава. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.